Боки 13 сега стана шоумен и криминалец за премиерот Зоран Заев. Хармонијата меѓу лидерот на СДСМ и Бојан Јовановски почна се распаѓа пред година и половина, а сега станува уште полоша. По најавата на Боки 13 дека ќе се обиде да му го одземе партискиот престол на Заев. Заедничките пријателски фотографии, па дури во премиерскиот кабинет, беа заменети со навреди кон Боки 13. Откако прво беше педер, сега стана и криминалец, според премиерот, иако се уште не е правосилно осуден. Заради тоа што премиер по сите основи не се ни осудил да прифати барање да му се помогне на Боки 13, туку како и сите граѓани си одговара по ПС, по слово на закон, по буквар, како што се вика, како и што секој во државата треба да одговара. Веројатно се случуваат веќе вакви шоуа од страна на шоуменот Боки 13, односно криминалец потврден со судска пресуда во овој дел. Заев вели дека според партискиот статут Боки 13 не може да биде кандидат за лидер. Вели ова еден вид сатира, а ги повики членовите на ВМРО ДПМН да се зашнат во СДСМ и да го изберат Јовановски за шеф на партијата. Прво треба да се направи реевиденција да биде член, после тоа да има најмалку 5 години членство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и може да се собере членство на ВМРО ДПМН, за кое што ќе застане позади Бојан Јовановски и автоматски да направат пресврт во власта која што ја најавуваат. Секако сето тоа е една сатира. Боки 13 беше запрашан за својата кандидатура, вели не смел да дава изјави за медиуми, а официјално ќе зборувал неговиот адвокат Сашо Дуковски. Конгресот на СДСМ е закажан за нешто повеќе од еден месец, поточно на 21 март.